утврдува уредност. Тоа што во членот 60, алинеја 5, пишува дека ја испитува уредноста, воопшто не му дава за право да го има конечниот збор. Зошто? Бидејќи убаво се пишува во членот 191, постапка по граѓанска иницијатива, дека кога ќе ја добие тој, веднаш ја доставува до председателката на Законодавно-правната комисија и до председателката на матичното работно тело, односно до вас. Значи, нашиот председател ниту е Јован Беземја, ниту е Оливер Кромвел, па сам да одлучува. Не може тој веднаш да оценува уредност, туку веднаш може само да препрати иницијатива до овие комисии. Тоа што двете председателки во јавноста изјавуваа дека имал право во поглед на иницијативата што ја поднесовме ние и во поглед на иницијативата што ја поднесе Левица, самиот да одлучува, нема ништо заедничко со правото. Уредноста се оценува врз основа на заклучок на парламентарна седница. Зошто заклучок? Па затоа што во сите акти на Венецијанска комисија, например, во најважниот акт за добри референдумски практики, се зборува за нужноста од рамноправност на оружјата на иницијаторите и на пратениците. Објаснете ми, каде тука имаше рамноправност на оружјата? Знаете што значи? Зошто заклучок? Затоа што заклучокот е општ акт кој што може да се оспорува пред Уставен суд. Вие и тоа нам, иницијаторите и на Левица, им го оневозможивте во името на правото. Затоа јас денеска молчев. За да ве прашам, па како можеше председателот во две ситуации, и првиот и последниот збор да го има, а сега решил навистина да го следи деловникот. Благодарам.